Од термоцентралите во Битола и Кичево до сончеви панели на покривите. Македонија треба да го забрза преминот кон обновливи извори на енергија. Експертите предупредуваат дека без инвестиции во инфраструктурата енергетската транзиција ќе биде забавена. Укажува дека постепено треба да се намалува зависноста од јагленот и да се зголемува производството на електрична енергија од сонце. Во моментов околу 70% од електричната енергија во земјава доаѓа од јаглен, преку рек Битола и рек Осломеј. Според податоците, бројот на граѓани и компании кои произведуваат сопствена енергија се уште е многу мал. Во 2024 вкупната инсталирана мокиност кај потрошувачи производители изнесувала околу 25 мегавати, што е околу 0,03% од вкупниот електроенергетски капацитет во државата. За жал, во последниве неколку години се направија многу фотоволтаични централи, приватни фотоволтаични централи, кои што го зафаќаат местото на граѓаните, на онаа граѓанска енергија, и во моментот имаме градови каде што за жал нема техничка можност да тие граѓани доколку постанат прозјумери, односно не можат да постанат прозјумери, затоа што мрежата не може да ја прими вишокот произведена енергија. И такви градови се многу. Но и покрај законската можност, потенцијалот на сончевата енергија се уште е недоволно искористен. Главна пречка, според експертите, не се само финансиските средства, туку капацитетот на електроенергетската мрежа. И она што мора да се напомене е дека мора да постои фондови што ќе им помагаат на домаќинствата. Зашто не може да очекуваме дека домаќинствата целиот терет ќе треба да го носат сами за себе. И затоа треба и да има фонд за енергетска ефикасност, фонд за животна средина, кој што ќе биде постојано отворен, да не биде прв дојден прв услужен и на пример ако другата година нема повик, вие да не инвестират. Идејата дека ние како граѓани мора да планираме инвестициите, односно да не бидат достапни парите во секој време, па ние да може да инвестираме. До сега системот беше поставен така што државата произведува, а граѓаните користат. Сега се менува концептот. Граѓаните може да бидат производители, но за тоа ни требаат и технички капацитети. Со поставување фотоволтаици на покривите, граѓаните може да произведуваат струја за сопствени потреби, а вишокот да го вратат во мрежата.